воздржано за овој закон, затоа што сметаме дека и на тој начин даваме поддршка на земјоделците, односно корисниците на ова законско решение, кои што би можеле да имаат евентуално некаква добивка од законот. Прво, зошто воздржано ќе гласаме, ќе објаснам неколку причини за тоа. Прво, не се согласуваме и не можеме да разбереме зошто овој закон се носи во скратена постапка. Зошто се одзема правото на пратениците да дискутираат за законот, иако тој не е воопшто обемен. Второ, зошто токму пратениците го предлагаат законот, а не Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зошто не смогне храброст Министерството да излезе со ова предлог решение, туку во негово име тоа го прават пратениците. Трето, сметаме дека законот во трите предложени дополнувања, односно измени, особено во втората, не е доволно издржан и за тоа би требало да следат амандмани. Ние свесно не поднесуваме амандмани на овој закон по однос на вториот предлог, кој се однесува до делот на шумарството, затоа што сметавме дека тоа би можело да го направи законодавно-правната комисија, но тоа не беше случај. Има сериозен пропуст заради тоа што се поклопуваат два предлози кои што се веќе содржани во други закони. Понатаму за овие три клучни предлози би се навратил. Со првиот предлог се предвидува дополнителна поддршка за земјоделските стопанства каде носителот е до 40 годишна возраст во висина од 1,2 милиони денари, значи отприлика околу 20.000 евра, за инвестирање во земјоделското стопанство. Но само да напоменам дека уште на почетокот, тој на комисијата го кажав, дека не сметаме дека нема добра намера во предложеното решение, но имаме резерви, заради кои што сме предпазливи, а и во голема мера се плашиме дека нема да бидат реализирани. Зошто? Кои се причините за предложеното? Мерката млад земјоделец, сите сме свесни дека доживеа вистинско фиаско. А за предложената мерка веројатно не е изготвена соодветна анализа колку земјоделски стопанства ќе бидат опфатени, не е јасно како ќе се реализира, како ќе се врши исплатата, како што е предвидено на 3 рати, и од тоа многу зависи и самиот ефект од предложената мерка, за која што повторно ќе кажувам, една се напушта, сега друга се воведува. Втората мерка се однесува на член 2 од измените и дополнувањето, која се однесува на член 71, став 1 на алинеја 2, предлог конверзија на деградирани шуми, шикари и опожарани шуми. Ова предложено решение се прифаќа, значи за нас се прифатливо во првиот дел, бидејќи се работи за поддршка за инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите, што е добро. Додека двете нови алинеи 4 и 5 апсолутно за нас се неприфатливи, затоа што алинејата 4 е веќе содржана во Законот за заштита на природата и овие активности се спроведуваат во шуми во заштитени шумски подрачја, во национални паркови, парк шуми, на шумски резервати и така натаму, а со алинејата 5 е во Законот за шуми и актот за прогласување на јавното предпријатие Македонски шуми. Со имплементацијата на новите алинеи 4 и 5 во шумите со стопанска намена не може да се врши контрола на движењето на туристите и на другите физички лица во време на извршување на стопански активности, сеча, дотур и превоз на дрво и дрвна маса, како и самото нивно проектирање за изведување на шумите со стопанска намена. Од друга страна, не сум убеден дека ќе може да се воспостави контрола во овие услови, да се изврши сечење на, како што е наведено, деградираните шуми и шикари и опожарените шуми. Тие се во самиот шумски појас или во негова непосредна близина и едноставно не сум убеден дека би можело да има ефикасна контрола покрај
оваа деградирана шума и шикари и опожарени стебла да не се влезе во шумскиот дел и таму да се сече. Особено пак со присуство на туристи и љубовитни лица кои што ќе имаат пристап во ризични критични периоди, кога се врши и сечата внатре во шумскиот појас. Да не се случи да ние пратениците преку овој закон овозможиме да, како да кажам, дрвосечата стане малку помасовна и да излезе надвор од контрола во услови кога сите знаете дека имаме сериозни проблеми во спречувањето на дрвократството. И третата предложена мерка е во одобрување на средствата во висина од 30% од предвидената инвестиција која земјоделците беа враќале во рок од 8 години. По реализација на инвестицијата со ова се помага на земјоделците во користење на ИПАРД програмата, бидејќи е потребно реализирање за што сте потребни финансиски средства, пошто би следела и исплата на од програмските предвидени средства. Целта е во подобрување на искористеноста на ИПАРД средствата, меѓутоа претходно за ова постоеше гарантен фонд кој што повеќе го нема. И сега се воведува една нова мерка која што би требало да биде во помошна алатка на земјоделците, да можат да влезат со инвестиции, за тоа да се бидат изфинансирани, се со цел за да можат, како што се условите на ИПАРД програмата, да имаат конкретен проект во кој што за кој што би можеле да ги користат овие ИПАРД средства. Две дилема има. Прво, зошто толку лесно се откажуваме од директните плаќања кои што се предвидени во програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Па го насочуваме вниманието на ИПАРД средствата, што е добро, и добро е ова како концепт, како идеја. Меѓутоа, колку што е добро, како решение, зошто се откажуваме од гарантниот фонд? Тој само што заживеа, еве се гледаме дека е целосно ставен на страна. Напоменувам дека ИПАРД средствата се условени со ригорозни, строги критериуми, многу построги од средствата од националната програма и на некој начин се тешко достапни. Ова е еден добар чекор за поддршка на земјоделците, меѓутоа не сум убеден дека и покрај ова ќе се зголеми користењето на ИПАРД фондовите. И зошто едно решение кое што било активно и кое што покажало во почетокот добри резултати, се укинува и се заменува со оваа мерка. На крај, овој закон е капитален, односно би можел да кажам устав во земјоделството преку кој се креираат сите земјоделски политики од било која влада. Сметам дека на овој начин со сите овие дополнувања и измени премногу го оптеретуваме и тој станува веќе и тежок за примена, но и за следење. Со оглед на тоа дека се офатени голем број на корисници кои што мораат да се раководат по ова законско решение, предпоставката е дека тој и лошо би можел да биде протолкуван или прочинен од страна на земјоделците. Ние треба да го олесниме, да го поедноставиме пристапот на сите средства и информираноста на самите земјоделци за сите земјоделски политики. Еве сега станува збор за земјоделството и за шумарството и за другите сектори во земјоделството воопшто. Сметам дека само ова оптеретување дополнително на законот ќе придонесе до негова се полоша и потешка примена. Оттаму, како што кажав на почетокот, ние како пратеничка група ќе гласиме воздржано, нема да гласиме против, заради тоа што сепак имаме надежи и очекувања дека нешто, барем нешто од сето што е ова предложено ќе заживее и дека навистина ќе има позитивни ефекти за од интерес на земјоделците. Благодарам. Има збор пратеничката Стојче.